Куферите собираат прашина, носталгијата за одмор се поголема. Во Југославија одморот бил загарантиран, денес единствено привилегија. Во анкетата што ја направивме, граѓаните едногласни со една плата се одело на одмор, дали тоа до Јадрно, до Охрид, до Преспа. Не се прашувало дали ќе се летува, туку каде ќе се оди. Денес остануваат само спомените, а одморот стана се поретка можност, додека носталгијата за тоа време се поголема. Па сега кој како е, некој со крпа, некој со лежалка. Било поевтино, па се одело почесто. Појдеш на одмор кој ќе дојдеш, платата те чека. Значи, било поубави услови, мало поевтино. Сега да дојде на Охрид, Струга, нашите одмаралишта. Тоа време беше Титова Југославија. Сега сме, како да кажам, демократија, али не знам. Како ќе имаш пари, така ќе одеш. Секое време, ако знаеш да ги вртеш парите, ќе одеш на одмор. Ако не знаеш, ќе си седеш дома. За Вулцин, за Струга, повеќе полесно се живееш. Сега Мицковски ќе ни даде повеќе пари и пак ќе биде добро. Во зависност од месечните примања може да се каже дали тоа некој ќе отиде на одмор или не, додаваат граѓаните. Посочуваат дека ако се штеди, можеби и денес ќе може да се отиде на одмор. Пак зависи кој има пари ќе оде, кој нема си седе дома. Па најчести Грција, Албанија, Црна Гора. Има многу места. Ако имаш пари, многу места има. Како секој, кој има можности. Ако некогаш одморот бил право, денес според граѓаните е луксус што го плаќаме со носталгија, но она што останува како прашање е кога повторно ќе може да се оди на одмор, а не само да се мечтае.